Добри дојде во студио за мојата гостинка Мирјана Лазарова Трајковска, поранешен судија на Македонија во Страсбур и во моментов надворешен советник на председателот Пендаровски за правни прашања. Вие останавте невработена, како што ја кажувам вашата биографија, надворешен соработник сте. Имате ли објаснување зошто невработена во земја која вели дека еден од приоритетите е всушност правната држава, реформите во правосудството? Има ли желба тогаш за реформи оваа власт? Според вашиот профил и сегашната курентната ваша позиција. Да. Па јас трета година како сум без ангажман во институции, меѓутоа меѓународните организации најчесто наоѓаат форма да ме ангажираат. Често пати држам предавања на судии во целиот регион, почнувајќи од Словенија па до Македонија. Ова година бев во Јужна Кореја со судиите од уставните судови во Азија, на неколку универзитети низ Европа, во Азија, бев во Америка. Да, јас не сум невработена која е регистрирана во Заводот за вработување, меѓутоа... Но велам не ви искористи оваа власт, не сте доволно атрактивна, не сте доволно кредибилна, квалификувана, предпоставувам, но во светски рамки сте. Да. Во однос на квалификации не би зборувала во тој дел, меѓутоа тоа што има ангажмани, тоа што велите во светски и во глобални рамки, зборува дека се вреднуваат квалификациите кои што сум ги стекнала со текот на времето, но немам дома институционален ангажман, тоа е вистина. Ангажманот со председателот, е како надворешен соработник и околу тоа се согласивме двајцата, значи тоа е за прв пат институција која ми се обрати со покана за ангажман во овие 3 години, јас тоа високо го почитувам. Институција, односно председателот, става збор за политичка фигура сепак. Да. Мислам дека вие сте стари познаници всушност од МВР. Од дамна со председателот се знаеме. И вие следи кариерата. Да, имаме меѓусебна почит во тој дел. Знаете како, ако е тоа некаков сигнал дали државата е отворена за реформи или за реформи во пракса, веројатно има простор длабоко да се размислува, особено затоа што јас и се пријавив на конкурс минатата година за директор на Академијата за обука на суди и обвинители. Во меѓувреме Наташа Габер го доби тоа место. Во меѓувреме се смени и законот за судовите во пакетот со реформски закони и тој влезе во сила мај оваа година. Јас имам морална обврска кога ќе има конкурс за Врховен суд, како највисок суд, да се пријавам на таков конкурс. Бидејќи пораката и на парламентарното собрание на Советот на Европа е дека судиите на Европскиот суд за човековите права, државите треба да ги интегрираат во високите судски институции или други дела поврзани со судскиот систем, со човековите права, така да ќе го истестираме и тој механизам, па ќе видиме. Добро. Наташа Габер се разбира дека е квалификувана за таа позиција, за која вие сте сакале да влезете во таа фотелја, но сепак прашањето е дали ве консултира, сега се разгорува и е жестока таа дебата, дали ве консултира за прашањето околу ветингот. Има про и контра ставови, да подсетам, Десковска, министерката за правда, кажа дека пред избори таков ветинг нема да има. Заев рече дека тоа не е точно, дека тој би сакал да започне до април, кога се изборите, и тој прецизира. Вели не е ветинг, прочистување, тоа проверка на суди. Но вие сте исклучиво против. Може ли да објасните зошто? Прво, на делот од прашањето не ме консултирале, меѓутоа јас онаму каде што можам да го кажам моето мислење и да ги пренесам моите искуства, тоа го правам.
Бидејќи со Дисковска, со Заев не сум имала контакт со не побарале со вас министерката во тој средба? дел, меѓутоа Заев? Јас не сум имала контакт во смисла да давам совети во однос на Не, дали ве побарале? Не ме побарале, за меѓутоа стар, јас за настојувам мислење. да кажам мислење повеќе пати и на повеќе места. Повеќе не само од аспект на некакво теориско видување што е ветингот, туку и од практично искуствено, затоа што јас имав искуства и во Украина, како член на меѓународниот совет, односно на советот на меѓународни експерти, кој учествува во селектирањето на судии за високиот антикорупцијски суд. И работата која што ја правеше ова тело, во многу наликува на она што го слушаме јавно како форма на ветинг за која зборуваа политичарите во Што е изминатиот слабоста, период. значи, водејќи се според вашите искуства? Значи, ветингот е една мерка од краток здив, од краток карактер и таа носи повеќе, кога го фаќа целокупниот правосуден систем, носи повеќе штета отколку добробит. Примерот на Албанија е веројатно најпластичен пример и најблизок до нас, и географски, меѓутоа и во однос на некакви правни позадини во делот на обидите за реформа во судството. Албанија започна со реформи 2014 година, а конкретно со ветингот започна 2015 година. Добре, ајде за Македонија да кажеме, зошто сметате дека би било невозможно? Најпрво затоа што Македонија бара да почне преговори со Европската Унија. Не може да барате да почнете преговори со Европската Унија, а да излезете со став дека вашето судство генерално не чини. Вие ги започнувате преговорите со 23-тото поглавие, а потоа следи 24-тото кое е поврзано со владење на правото, меѓутоа и корупцијата е тука сместена. Кога вие велите дека не ви чини судството, праќате порака дека ние не сме спремни да отпочнеме преговори. Но тоа е факт. Но тоа е генерално факт. не можете да кажете... И тие ќе не подготват всушност за Никој не може некакви да реформи. подготви ако вие не сте подготвени да правите реформи. Не може да кажете дека генерално судството не чини, затоа што предходно многу меѓународни тела и извештаи изборуваат за слабости во судството, но не даваат генерална оценка дека правосудството или правосудниот систем во целина не чини. Јас, за мене, веројатно најважен извештајот на и двата извештаи на Приве укажуваат на тоа дека генерално судството не е така лошо, но има потреба од прочистување на еден мал дел од судиите. За тоа и всушност се залага и Заев. Но, прочистувањето на малиот, разликата е во тоа што ветингот е мерка која што се прави на почетокот на кариерата на судиите после некој голем политички, да така кажам, пресврт од еден систем во друг, и кога се прочистуваат судиите, значи настануваат промени во политичкиот систем или има некаков вооружен конфликт и така натаму, но ние не сме во таа фаза, прво. Второ, Уставот на Република Македонија не дава простор за таква голема интервенција во целиот судски или во целиот правосуден систем. Она што е потребно за стабилни реформи и она што ќе прати порака и кон земјите кон кои ние претендираме да се отвориме, е дека ние имаме институции кои што се подготвени да се справат со судиите кои што не си ја вршат својата работа квалитативно, квантитативно и оние кои што немаат интегритет да ја држат функцијата на судот. Ајде околу институциите, добро што ги споменавте. Антикорупцијска, еве денес прочитав информација на Deutsche Welle. Вели дека нема ресурси, немаат доволно луѓе, немаат сушност софтвер кој ќе им овозможи пристап, влез во сите институции кои би требало да ги проверуваат, значи финансиска полиција, УЈП и останатите МВР и така натаму. Знаете, тие всушност се извинам што ве прекинувам, тие всушност има информација и дека немаат луѓе, дури и немаат ни хартија. Разбирате, во институција која вели дека силно сака да го реформира всушност системот. Кога се градат институција, антикорупцијска не е нова институција. Значи таа веќе обстојува подолго од 15 години. Кога се градат институции, сериозноста во она што се работи се искажува
и во овозможувањето да имаат доволно ресурси тие институции да си ја вршат својата работа. Сега антикорупцијска со новиот закон доби поголеми ингеренции од што претходно. Да. И во принцип, кога вие менувате закон, давате нови ингеренции, мора да направите и финансиска инекција некаква да се прво слика уште во фаза на предлог на законот и исто така да се презентира како тие нови надлежности ќе се спроведуваат. Сега не останува друго на антикорупцијска освен од да го зголеми или да го зајакне својот капацитет и со луѓе и со софтверски решенија и тоа се работи кои што се прават. Но ова е уште една тема за размислување што би значило генерален ветинг во правосудниот систем, бидејќи генералниот ветинг значи не само ветинг на суди, тој ги опфаќа и обвинителите и адвокатите, сите чинители на еден правосуден систем. Тоа е нешто што бара не само ресурси во однос на техничка опременост и луѓе, меѓутоа бара капацитети и знаења кои што ќе бидат ставени во функција на еден долг процес, тоа е еден синџир на поврзаност на институциите и затоа албанскиот пример покажа дека таквиот пристап може да го блокира целиот систем. Ако ние не сме подготвени во една институција да направиме проверка на 650 суди, замислете си кога би се вклучил таа форма на ветинг која што ја слушаме и се заговара, тоа ќе значи блокирање и во другите институции, вклучувајќи финансиска полиција, обвинителство. Значи тие, обвинителство и така, што всушност и тие немаат ресурси. Стабилни реформи на еден правосуден систем значат градење на институции, како што е ова, како што е обвинителство. Но не градење на згради. Не менување на закони. Менување на закони во мера на нивно усогласување со новите трендови. Добро, но имплементирање, сакам да кажам, не само менување на... Но знаете како, ова ве демантира всушност околу финансијеве на антикорупцијска, заради финансиската инекција која беше огромна кон СЈО. Во таа смисла. Во таа смисла, Ние сме сведоци. Има и информации, и извештаи всушност како многу од тие пари биле злоупотребувани. Катица Јаневе се разбира столбот, всушност, примерот на тие злоупотреби. И па јас сега ќе ја погледнам таа случка од еден друг агол. Добро. Значи, таа институција која беше создадена со политичка одлука и која направи еден упад во обвинителскиот систем, на некој начин потврдува дека краткорочни, недобро обмислени, недобро конципирани решенија носат штета на целиот правосуден систем. Ајде да видиме на што мислите, што не е добро конципирано и осмислено. Прво, финансиската конструкција на една институција мора да биде транспарентна и отворена кон општеството. Вие не може да обезбедите средства за кои не давате отчет. И тоа покажува дека и другите институции не ја вршеле до крај својата работа. Но имаше извештаи во собранието, и финансиски, и секакви наративни. Но очигледно тие извештаи не дале подстрек кон другите институции да си ја завршат работата. Очигледно овде имало сигнали, имало некакви укажувања дека начинот на финансиско работење не е онака како што предвидуваат националните закони. Вашата констатација дека еве добра финансиска основа за работа на институција доведе до вакво решение, јас би рекла не е во насока не до луѓето се разбира, не и до финансиската конструкција. Значи, тоа покажува уште повеќе дека луѓето кои што вршат јавни функции генерално, а особено оние кои што се во правосудниот систем, мора да имаат висок интегритет и кредибилитет во својата професија. Името на Катица Јанева беше всушност политички договор. Имаше список од неколку имења и се чинеше дека најнепознатото така би било всушност најсоодветно, што се покажува дека апсолутно може да биде грешка. Така е, значи политичките именувања на носители на јавни функции во правосудниот систем и во некои претходни системи и во други земји се покажуваат како лоши решенија. Мора да се бара најдоброто, најстручното во рамките на една институција
и тоа да избие на површина во делот на менаџирањето на институциите, во градењето на политиките во институциите и особено во правораздавањето. Така да за реформа на еден правосуден систем, важно е да се имплементираат законите кои што се сменија во насока на укажувањата на експертската група на Райнхард Прибе, која инсистираше на тоа да се расчисти со критериумите квалитативно, квантитативно оценување на судиите, меѓутоа и да се вгради критериумот интегритет. Така да сега има простор. Во тоа прочистување влегува и интегритетот, сушност, резултатите, нивниот бекграунд, нивната мината работа, труд. Значи институционално сега постојат механизмите, вградени се во законите и она што е важно е да се практикуваат законите, а не да се трага по кратки решенија кои што ќе го блокираат целиот систем. И ќе донесат до експлозија како што... Затоа и моите залагања не за ветинг, меѓутоа за долгорочни, сигурни, стабилни решенија во институциите на системот, на кој ќе им биде секојдневна грижа како функционира судството, како функционира правосудниот систем во целина и онаму каде што има проблеми со корупција, со забавување на предмети, со селектирање негативно на предмети. Тука мора да има системна реакција. Имаше црна листа, вие се сеќавате во тој период, во време на американскиот амбасадор Батлер, тоа е времето на конфликтот, всушност тој тогаш беше амбасадор. Сметате ли дека тоа е правилно некакво решение? Секогаш кога странскиот фактор помага, особено во оваа држава, било невозможно всушност во критичките моменти без странскиот фактор и Соединетите американски држави. Сметате ли дека тоа би помогнало? Јас не сум за листи на предмети. Предметите мора да се работат... Имења на судии, велам. Да, имења Црната на листа судии. беше, се однесуваше на имења на судии. Се сеќавате добро. Тоа се постојат наши национални механизми кои што изфрлуваат исто така добри листи, кои укажуваат на тоа кој судија како си работи својата работа. Патем, ако ја анализирате праксата на Европскиот суд за човековите права, каде што поминав 9 години од мојата работа, ќе видите дека и судот, она што го прави како пресек во однос на Република Македонија, укажува на слични состојби како она што е кажано во извештајот на господинот Прибе. И судот донесе 8 пресуди поврзани со непочитување на независноста и на непристрасноста од страна на судии. Такви се предметите на Николовски, Бајалджиев, Ивановски. Лустрацијата која беше на сила во тоа време. Во пресудата на Ивановски против Македонија, во делот на лустрацијата, најдобро ќе видите како политиките влијаеле на одлуките на судството. Во образложението на самата пресуда се цитираат изјави на политичари кои што се насочени кон одлуката на судиите. Во принцип, Македонија има проблем во овој дел, во делот на независноста и непристрасноста, и тоа е офатено во насоките кои што ги дава извештајот на Прибе. Затоа веројатно има и некакви решенија, сугестии, предлози од известни експерти дека можеби кога би увезле странски суди, странски обвинители, луѓе со интегритет, луѓе кои можеби се во пензија во други странски земји, всушност би го реформирале целиот правосуден систем. Па знаете, кај нас често пати се бараат решенијата надвор, а ние ги имаме и дома. Имаме ли дома кредибилни судии со интегритет судии? Значи, јас ќе ви кажам едно согледување повторно од моето практично работење на предмети. Судот во Страсбур донесе и повеќе пресуди во кои што кажа нема повреда на одредени права од процедурален или од суштински аспект, сакајќи на земјата да ја каже, ете, овде сте сгрешиле, ама овде добро сте ги практикувале националните закони и меѓународното право. Не е се така лошо. Меѓутоа, странски суди и обвинители помагаат на Република Македонија. Тие се присутни овде, па често пати ќе ги сретнете
во рамките на некој проект, како работат со судии, едуцираат, тренираат и така натаму. Главната движечка сила мора да произлезе однатре. Реформските капацитети мора да се градат внатре, при тоа не треба да се одбива помошта од надвор. Но никогаш странски судија нема да може да суди на македонски предмети. Тоа бара уставни измени. Тоа бара пристап со кој што вие ќе покажете дека немате капацитет дома. Секако дека има луѓе со интегритет, тоа не е спорно, но тие, особено на груевизмот, секогаш говориме кога велиме дека молчале заради тоа што не смееше да се говори, оние што говореа имаа последици, дали во затвор или друг вид на одмазда, но сепак тие молчаа. Судиите и долги години наназад молчат. И за корумпираното судство, за нивните колеги всушност кои правеле злоупотреби, кои се корумпирани, врзани со власта, влезани во таа мрежа. Значи тоа е голем проблем во судството. Таа податливост кон политиките, не само кон претходната влада, туку во целина земено, ако анализирате, вие ќе видите дека судството молчи со години, кога се креираат реформи, кога се расправа за комплетно нови зафати. Судиите мора да бидат видливи. А ако се тие трета власт во државата треба да покажат дека имаат размислувања, имаат анализи внатрешно направени, меѓутоа тоа е голем проблем. Добро, тоа е заостаток од политичката култура на комунизмот, всушност и многу. Не би рекла, знаете како? Не сметате за Не. Погледнете, еве вака регионално погледнато, кога на некои конференции, на некакви тренинзи, обуки, кога разговарате со судиите, има меѓу нив луѓе кои што сакаат да дебатираат, да зборуваат, да кажат дека нешто прочитале, научиле и така натаму. Но на конференции, се разбереме, зашто... А кога ќе дојде до јавен настап, да се зборува јавно и отворено за состојбите... Па тоа е блокадата, всушност. Стравот ли е тоа? Не, јас мислам дека поставеноста на правосудните институции налага да зборуваат оние кои што ги водат институциите, и очекувањето е да се појави председателот на судот, председателот на судскиот совет, на обвинителство и така натаму. Значи луѓето кои што се врската меѓу судството и извршната власт преку Министерството за правда, преку судскиот систем, така и во другите земји, така и во меѓународните судови. Председателот на судот излегува и зборува. Меѓутоа, кога имате вака теми отворени, тогаш се појавуваат и здруженијата и асоциациите на суди и обвинители, кои во принцип треба да го преточат ставот на нивните колеги. Знаете како низ годиниве всушност и вие ги слушате тие, критики на судскиот совет, на председателите на судовите, на судскиот совет, тие се всушност, да се изразам колоквијално, згрозени всушност од критиките кои доаѓаат од медиумите, односно од новинарите. Велат дека е без преседан да се критикува работа на судии. Јас обратно би ги свртела работите. Без критика не може понатамо да се подобруваат работите. И во таа насока знам дека се формираше медиумско-судски совет и од она што го слушам и од новинари и од судии, таму веќе се гледаат резултати од работата. Но факт е дека судиите се затворени и во принцип доста суетни. Не трпат критики во однос на нивните пресуди и одлуки. Во моментот кога една пресуда ќе стане правосилна, таа станува јавна, отвореноста, транспарентноста налага да се слушне и критика на јавноста. И на меѓународните судии не секогаш пресудите се прифатени со аплаузи и со одобрување. Многу често има критики, но тоа ви остава простор да го преиспитате пристапот, да ја преиспитате праксата и да видите, можеби на вистина постои простор за преиспитување. И ова е голем проблем кога станува збор за правосудството. Од друга страна, треба да се разбере и позиционираноста на некои правосудни институции кои пак имаат ограничена можност да споделат информации со јавноста. Например, низ светот, јавните обвинители имаат многу незавитна улога. Тие треба да ја информираат јавноста, но при тоа мора да внимават
кои зборови ќе ги користат, се со цел да не нарушат важни принципи за правичното судење, како што е принципот на презумпција за невиност и така натаму. Знај, вели дека е невозможно после 2,5 години да имаме независно судство, што е потполно, јас барем се сложувам, заради тоа што знаеме дека старите позрели демократи го градат својот правосуден систем, како и независноста на медиумите, и всушност целата политичка политички систем е граден со векови. Но сепак прашањето останува. Можеше ли за овие 2,5 години нешто да се стори? Односно, што можеше? Во овие 2,5 години конкретно, она што можеше да се види од надвор, фокусот беше на подобрување на законската рамка. Да. И тоа е реалност. Веројатно можело да се поработи повеќе. Од она што се обидува да се внесе со законската рамка е подобар квалитет на луѓето кои што се избираат во судството. Тука може да се прават многу работи и особено е важно во судскиот совет да влезат луѓе со искуство и со знаење во однос на правосудниот систем во целина, но особено со знаење во делот на судството и судските постапки, бидејќи добрите реформи ќе налагаат многу по-активна улога на судскиот совет. Тој сега доби поголеми надлежности и во делот на изборот на судиите, но исто така и во делот на утврдувањето на одговорност на судиите и разрешување на судиите. Но се согласувам во делот каде што се зборува дека недостасува независност на судиите. Таа е видлива дека недостасува. Треба да се работи на тоа, значи да се пробират квалитетни кадри во моментот кога се избираат, но и сега во фазата на унапредување, бидејќи сега за секое унапредување од еден суд во друг постои критериумот интегритет на судијата. И тоа е еден од основите кој што значи прочистување во делот на квалитетите на судиите. Од друга страна, исто така, судиите не може да кажете еднаш станал судија се научил низ праксата и низ законите. Тие мора постојано да читаат, мора постојано да прават споредба со тоа докаде се нивните колеги од регионот, која е праксата на Европскиот суд за човековите права и каква е праксата на судот во Луксембург. Да. Тоа се проблеми од реална природа кои што се гледаат низ пресудите кои што ги носат судиите. Недостасува така да кажам, силна самосвест за себе издигнување меѓу судиите. Добре, заради тоа е потребно реформирање. Многу време. И многу време. Треба време, дефинитивно треба време, но треба и многу работа со институциите. И за тоа треба време, така. Ајде околу случајот Рекет, зајавили дека е преседан со оглед на тоа што беше обвинителката Катица Јанева поддржана и лично од него. Преседане, вели тој, заради тоа што се работеше за ТВ1, провладина, го цитирам, значи тоа, провладина телевизија, провладина во смисол поддржување, а не критика. Предпоставувам, не преголема критика кон оваа власт, насочени повеќе нели кон времето на груевизмот, станува збор, значи тој мисли на сопственикот Боки 13, на Катица Јанева, што беше невозможно всушност неговите луѓе, вели, луѓето кои сум ги поддржал, било невозможно порано во време на ВМРО ДПМН да седнат на обвинителна клупа. Но сега е прашањето, имам неколку прашања околу ова. Го слушнавме на бомбите заев како комуницира со Орце Камчев. Тој во случајов е сведок, всушност. Тој вели дека е жртва, го цитирам Камчев. Значи, тоа е едното прашање кое сакам да ви го поставам. Може ли премиер да комуницира со човек, Орце Камчев, е и под истрага на други случаи?
Значи сега ни се јавува во својство на сведок. Јас, ако дозволите, не би навлегла длабоко во овој предмет, бидејќи тоа е сега во постапка тече расправа, но ќе се задржам. Но дали на еден друг аспект, од аспект на има елементи кои што се чисто политички и да им ги оставиме на политичарите, дури оценката за како бил тој медиум и така натаму. Она ве прашувам дали во други земји сте сретнале случај кога премиер комуницира со човек под истрага. Постојат такви случаи, такви... За ова беше критикуван Заев долго време. Да. Меѓутоа, сето тоа може да влие на постапката, на исходот од постапката понатаму. Целта со која што очигледно овој предмет стигна до таму докаде што стигна, целта на обвинителството е да се покаже дека и внатре во самото обвинителство, ако се работи за организиран криминал или корупција, и постапките кои што се насочени кон институциите врзани кон правосудниот систем, треба да се водат на начин да има исход со пресуда, каква ќе биде таа, ќе се оцени судот. Од таа страна може да се анализира предметот и да се каже, ете, обвинителството го зеде во постапка предметот, независно во која фаза и кој дојавил за тој предмет, но комуникацијата со лица за кои што веќе се води постапка би била ограничена, за мене е дискутабилна од аспект на вршител на правосудна функција, како што е специјалниот обвинител, или пак судијата кој што ја води постапката, а во делот на политичарите, тие си ја сносат политичката одговорност, но ако некаде се прекраши политичката и со кривична одговорност, се разбира дека и таму има реперкусии. Заев му вели во телефонскиот разговор дека подитно мора да го пријави случајот кај Русковска, инаку би одговарал. Тој дел до тука е се сосема во рамките на она што значи коректен пристап кон било кој. Меѓутоа, ако се прекрашуваат во делот на постапката ингеренциите на политичарите со некој правосуден орган, тука е проблем. Ако политичарот самиот му влие на обвинителот или му влие на судијата, контактот во ова фаза од постапката, кога се насочува кон институциите, јас не го гледам како проблематичен. Но понатаму, ако се влие на предметот, тоа е веќе вмешување. Да. И околу обвинителката Вилма Русковска исто така имаше критики во јавноста дека се прогласи колективен одмор, всушност и Јовевски прогласи одмор, додека течеше некаква истрага. Во тоа време беше многу лесно да се уништуваат докази. Пендаровски, да подсетам, силно го критикуваше овој момент. Одењето на одмор, наместо да се работи на истрагата. Ова се елементи кои што заслужуваат внимание и анализа од аспект на еден чинител на правосудниот систем, во овој случај обвинителството, меѓутоа и судството, судиите во предистрага. И тие веројатно ќе бидат анализирани и од одбраната на учесниците во постапката. Тие сигурно ги користат овие аспекти, тие сигурно се повикуваат во делот на определувањето на заштитните мерки, како што е притворот или куќниот притвор, на овие аспекти, дека лицата кои што се обвинети имале можност да ја напуштат земјата и така натаму, но тоа не се случило. Тоа се... Но можно е да се уништувале докази. Но сите тие аспекти понатаму може да бидат предмет на анализа од страна на одбраната, од страна на судот и во постапките кои што ќе следат во повисоките инстанции. Јас сум убедена дека ќе се отвараат овие прашања. Така да, сето она што на изглед од надвор изгледа дека е само ориентирано во еден дел од постапката,
понатаму, како оди по жалба постапката, може да биде аргумент за една од страните. Во овој конкретен случај, во делот на одбраната. На одбраната. И уште нешто околу обвинителството, јавното обвинителство. Знаете дека исчезнува искази, тие подоцна беа всушност и објавувани во одредени медиуми, што е и кривично дело. Обвинителството, Европскиот суд за човекови права со години наназад праќаше пораки, така да кажам, во различни пресуди, во кои укажуваше дека обвинителството е слаба алка во правосудниот систем. Колку поради чинење, толку и поради нечинење. Значи, ние имаме многу предмети каде што постапката покрената пред обвинителството не завршила со никаков исход. Ниту со кривична пријава, ниту со некаков одговор кон оној кој што е покренал постапката и дошло до големи кршења на човековите права. Кога велам големи, во прашање се предмети каде што жалителите покренале постапка поврзана со правото на живот или постапка поврзана со забрана од тортура, мачење, нечовечко постапување. Тука имате една цела листа на предмети, од прилика околу 15 предмети, каде што судот укажува дека обвинителството има проблем во однос на начинот на постапување. За мене, работата на Законот за јавното обвинителство сега беше можност да се изгради еден јавно обвинителски систем кој што ќе биде оперативен и способен да се носи со криминалите на 21. век. Ние во овој момент гледаме обвинителство кое што се бори, се мачи да ја оствари својата функција, при тоа, како што спомнавте, кај агенцијата, кај антикорупцијската комисија, така и во обвинителството и ресурсите во однос на луѓето, меѓутоа и во однос на техниките, еве велиме, овде имало упади во архиви, имало упади во системи, укажуваат дека внатре... И истрагата е блокирана, значи, нема виновни. Ова укажува дека имаме проблеми сериозни во однос на оперативноста на институциите, во однос на пристапувањето кон на методолошки добро издржани работи во делот на обвинителската функција. И тоа е, јас би рекла дека во Македонија недостасува аналитичко читање на пресудите на Европскиот суд за човековите права, бидејќи добар дел од темите за кои што разговаравме се абсолвирани во тие пресуди. И целта на пресудите е да упати порака на државата. Ете, сите тие аспекти ќе ги најдете во Јашар, во Сулејманов, во предметот на Елмасри, исто така, во Китановски. Европскиот суд за човековите права, за разлика од судството, каде што укажува дека главниот проблем е немањето доволно независност и непристрасност, например, во делот на полицијата, во предметот на Сашо Ѓоргиевски, уште пред да се случи Мартин Нешковски, судот укажа дека постои проблем во делот на регрутирањето на кадри во Министерството за внатрешни работи, бидејќи не поминуваат правилна селекција, не се прави проверка на нивното минато и врзано со некакви криминали во минатото, и во делот на начинот на ракување и користење на оружје. И се чини дека таа пресуда не беше доволна, па требаше да дојде Китановски против Република Македонија, во која судот кажа не се проблем лошата интеграција на резервисти, скорпиони, тигри и така натаму во Министерството. Проблем е и начинот на практикувањето на правилникот нивни за користење на оружје, меѓутоа и неразбирањето на постапките во делот на апсењето. Така да, она што го гледавте во предметот на Бошковски, веќе во предметот на Китановски, Европскиот суд за човековите права го кажал како голема повреда во делот на забраната од деградирачко и нечовечко постапување. Во моментот кога лице кое што се апси е на земја, престануваат сите мерки на агресивни действија. Добро, тоа ајде сакав ова да заклучам дека во тие две пресуди може да видите дека судот
пратил порака на државата дека прочистување му треба на Министерството за внатрешни Добро, работи. и Спасовски најави исто така ветинг. Последицата е што е ова. и тоа замрзнато. Ајде околу СЈ и ова е последното прашање. Сметате ли дека е мртво? Стравувањата се дека веќе е готово комирано со оглед на разочараноста пред се, иако таму има луѓе кои се и обвинители, и истражители, кои имаат интегритет, кои се кредибилни, но разочарувањето на јавноста е пресилно всушност. Па веројатно ако ги користиме тие термини, дали е мртво, јас би рекла веројатно во некоја клиничка смрт. Но настанот со аферата Рекет и постапката против специјалната јавна обвинителка ќе има силни одблесоци во предметите кои што се покренати од ова обвинителство. Бранителите ќе се повикуваат всушност на сосема кредибилно на обвинителите кои можеби секогаш ќе се поставува прашање дали имале врски со Јанева. Одбраната секогаш ќе има аргумент повеќе во своите раце и како тоа судот ќе го образложи, останува на него. Меѓутоа, факт е дека штетата која што настана со оваа афера не е само на специјалното јавно обвинителство, туку на обвинителството во целина, на правосудниот систем на државата всушност и на кредибилитетот на добар дел од она што во моментот се работи во врска со тие постапки и јас очекувам дека тука веројатно приговорите ќе бидат токму во тој дел. Во однос на кредибилноста на постапките, не за неочекување или за изненадување, тоа веројатно веќе се случува. Им се дадени аргументи иако нема да има докази, се разбира, за нечија инволвираност во коруптивни дејствија од страна некои обвинители. Но знаете што падот на угледот и достоинството на институциите нанесува голема штета на меѓународното позиционирање на земјата. Јас пред ова интервју се дојдов од презентацијата на истражување, на едно европско истражување во кое учествува анкетниот истражувачки центар од Универзитетот од УКИМ и некои од бројките кои што таму беа презентирани навистина замислуват. Во делот на довербата во институциите, за мене беше шокантно дека најголем дел од граѓаните има доверба во црквите, во џамиите, во војската, во полицијата, а многу мала доверба имаат во политичарите, во владата, малку поголема доверба во судството, во собранието. Што е зачудувачки всушност. И особено ако земете во предвид дека судството е навистина во овој момент под една силна анализа, под една лупа, сите анализи и сите очи се свртени кон судството. И од друга страна, неголемите критики всушност. Но знаете што, од друга страна, не треба и тоа да изненадува, бидејќи судството е завршницата, судството е крајот на сето она што не чини во работата на претходните институции низ кои поминал предметот. И кога ќе дојде во судството, очекувањата на граѓаните се правдата да не биде само изречена, туку да биде видливо дека е изречена. Таа видливоста недостасува. Јас благодарам за ова интервју. Јас ви благодарам на вас.